Добар ден, криптоентузијасти. Денеска знам дека голем дел од луѓето на каналот ќе уживаат во ова видео, посебно затоа што е комбинација од економија и политика и на екстремно задоволство. Значи се приближуваме се повеќе до официјализирање на Ембридж, кој што ќе биде, како што до сега знаеме, официјализиран за целата БРИКС заедница, односно сите држави кои што се членки на БРИКС во октомври 2024 година. Но чекор по четвр ќе објасниме се. Има многу битни работи кои што треба да ги образложиме, каде што главната цел на денешното видео е да образложиме како ќе функционира Ембридж, зошто е толку уникатен, која е неговата разлика од SWIFT и зошто им дава толку голема еднаквост на сите членки на БРИКС, не како моменталниот систем во кој што доларот е доминантен. Односно имате една резервна валута која што моментално сите знаеме дека Мурика ја користи како оружје. Односно дојдовме до степен каде што Мурика го користи доларот и самиот SWIFT систем за казнување на сите оние кои што не постапуваат според тоа што го сака Америка. Сега, значи, буквално тоа е главната работа која што мораме да разбереме за да сватиме зошто е толку популарен Ембридж, а уште ни така речено распространен. Значи, што се случува моментално? Како стигнавме до овде? Првата причина секогаш, барем во овој нов период, е буквално тоа. Се поголемото користење на доларот како оружје. Пред 3-4 години наназад ние не можевме ни да разговараме за дедоларизација. И доларот беше доминантен на пазарот. Сега дојдеме во ситуација посебно после, да речем, започнувањето и да речем овој разгорен дел на украинско-руската војска, каде што се повеќе и повеќе се гледа дека Западот на сите оние опоненти кои што не им се допаѓа како функционираат или не им се допаѓа режимот, значи не зборувам режим дека они се као апсолутен апартхейд на држави, туку режим станува збор за оној кој што е на чело на државата, претседател или влада, не е битно. Значи било кој од овие држави кои што имаат режим кој што не му одговара на Западот, се директно казнати од Западот преку овој систем. И најдобар пример на тоа беше буквално замрзнувањето на руските државни резерви, нешто што досега во историјата не било видено, каде што економијата била постојано во најмала рака исклучена од меѓусебните препирки и санкции помеѓу државите. Зошто го велам ова? Затоа што вие доаѓате во ситуација каде што буквално одземате туѓа сопственост на ваша иницијатива, нешто што нема никакво право на интернационален план кое што ви дозволува вакво нешто да направите. Не постои интернационално право кое што дозволува вие да земете туѓа сопственост само затоа што вас не ви се допаѓа кој кого нападнал. Се разбираме? Што значи ова замрзнување на туги средства кои што се вложени во европските економии претежно, овие 300 милиарди долари на Русија, беше буквално последниот чекор кој што го натера целиот свет, посебно целиот оној глобален југ, да свати дека доколку направи нешто спротивно на Западот, ќе биде одземено сето она што овие земји го поседуваат, односно инвестирале во прозападните земји, односно НАТО-геј алијансата. Сега, каде е овдека проблемот? Значи, мораме да запамтиме. Главната причина за сето ова што го гледате е токму руско-украинската војна. Со тоа што овие огромни санкции кои што моментално ги направија врз Русија, првенствено банот кој што го направија на сите руски банки, вклучувајќи Централната руска банка, за да комуницира со SWIFT, односно остатокот од светот, беше втората, значи првата дефинитивно е замрзнувањето на руските резерви и моментално обидите на Западот да ги одземе. Значи прво ја одзема дивидендата, односно практично онаа камата која што добиваат на овие резерви, ја дадоа на Украина, сега се обидуваат да ги земат и самите резерви. А втора и многу битна, да речем, причина е буквално тоа, каде што вие почнувате да ги исклучувате од SWIFT сите оние кои што не сакаат да играат според вашите правила. Тоа е направено на Северна Кореја, тоа е направено на Иран, сега моментално тоа го прават на Русија. Така да, зошто ви е потребен ваш платечен систем кој што само една држава или една алијанса може да го користи против вас кога и да посака? Секогаш кога нешто направите што не им се допаѓа, може да го искористи против вас. Сега вие може да навлегувате во тоа дали имаат право или не, тоа е сосема друга приказна. Уште еднаш ќе ја прашам. Дали вие би си дозволиле, ако имате алтернатива, да бидете во систем кој што може да биде искористен против вас во било кое време? И немате никакви права. Они одлучиле, вас ве вадат од SWIFT и крај, тука завршува приказната.
дури кога ќе почнете да играте како што ви свират, тогаш може потенцијално да се вратите назад. Се разбираме? Значи, уште еднаш ќе напоменам, може да ви кажуваат приказни до утре сабајле. Главните причини се тие. Ние покажавме уште многу претходно дека ваков тип на одземање на руските резерви ќе доведе до дедоларизација со брзина на светлината. И моментално тоа го гледаме. Сега. Прво се тоа започна во 2018 година кога овој М-бридж и уствари почна да функционира. Сега најнаш доаѓаме во ситуација каде што буквално се кажува дека овој CBDC проект, кој што не е дигиталниот юен, туку мостот М-бридж, кој што е изграден за дигиталниот юен и останатите CBDC платформи, е буквално причината поради која што целиот запад моментално сваќа дека SWIFT е загрозен. До сега SWIFT и доларот биле неприкосновени, се разбираме. Значи имало еден систем кој што е директно под контрола на НАТО и Америка и функционирале додека тоа им било дозволено. Сега, со воведување на овој втор систем за кој што денеска главно ќе разговараме, доаѓаме во ситуација каде што крајно е загрозен и доларот како резервна валута и SWIFT системот. Овој нов систем, М-бридж, прва и најбитна работа е фактот дека нема да може да се тргува долар. Доларот не е опција. Што значи дека ако сакате да бидете дел од овој алтернативен систем, не можете да користите долари со овие останати членки кои што се дел од М-бридж. Тоа е многу битна работа. Што значи дека автоматски вие го елиминирате и SWIFT и доларот во исто време за сите овие земји кои што ќе бидат дел од М-бридж. И последната причина која што буквално доведе до ова што моментално го гледаме, М-бридж, односно следното скалило на финансиски развој, е моментот кога Саудиска Арабија одлучи да не го обнови петродоларот. Автоматски, оно што постојано го зборуваме, со крајот на овој договор помеѓу Саудиска Арабија и Америка, каде што Америка е должна да ја брани Саудиска Арабија и сите членки нормално на ОПЕК, каде што Саудиска Арабија е главна, значи Саудиска Арабија е начело на ОПЕК картелот, а за возврат сите трансакции на ОПЕК да бидат направени во долар. Што значи дека до сега, официјално до 9 јуни наназад, доларот бил главниот, главната валута во која што мора да се тргува во ОПЕК. Се разбираме? Официјално од 9 јуни ова е завршено. Што значи дека ниту таа последна сила која што имала зелената тоалетна хартија, веќе ја нема. Откако го прекинуваат златниот стандард, го воведуваат петродоларот, само неколку години разлика има од прекинувањето и воведувањето, и сега моментално веќе нема никакво покритие позади доларот. Станува збор за обична зелена тоалетна хартија. Со тоа што во оваа ситуација Саудиска Арабија преминува во истиот овој момент како една од партнерите на М-бридж. Значи буквално не го обновува овој долар, овој договор каде што петродоларот нели е практично доминантен во светот и во ист момент влегува во М-бридж. Тоа треба да ви кажувам многу, но ќе навлеземе во тој дел веднаш откако ќе го погледнеме ова видео. Сега да се подсетиме на ова видео. Можете да видите еден класичен западњачки бозо, кој што, како што покажавме во претходните видеа, Хју Хендри, еден од најбогатите луѓе во Англија, кој што има огромни бизниси на запад, но една многу битна работа. Значи, ова е класичен начин на кој што размислува еден западњачки капиталист. Се разбираме? Нема шанси дедоларизација, нема шанси вакво нешто да успее, ништо од ова не е реално, значи нели, тоа само си замислуваат овие луѓе кои што не спаѓаат во запад. Така, значи уште еднаш ќе напоменам. Ова е како во Римската империја, додека Колосеумот бил најпопуларен, каде што истата пропаѓала, така, да дојде некој да каже дека Римската империја веќе нема да постои во наредните 20 години. Значи ќе ви се смеат, така, ќе ве прогласат за луд. Па истата ситуација моментално се наоѓаме сега. Во било кој од претходните империи, без разлика дали е англиска, дали е холандска, португалска, шпанска, сите овие глобални империи, доколку макар и да е на самиот крај империјата, некој дојде и каже дека ова наскоро нема да постои, би го добил истиот третман, се разбираме. И во оваа ситуација луѓето се премногу навикнати да живеат во долар доминантен свет, каде што доларот представува она, нели, таа валута, се разбираме. Значи на луѓето едноставно затоа што они се родени и цел живот живееле во таков систем, каде што они не можат дури ни да замислат како би изгледал систем во кој што доларот веќе не би бил доминантен. Не можат да замислат. Така, па тука е проблемот.
Сакам прво да го погледнете ова човече, кој што неколку пати до сега го има пуштено и пак ќе го пуштаме во иднина, затоа што еве вака изгледа како да ви кажам лудилото на западот. Gold also seen as a way to hedge against another trend that I want to get your thoughts on, and that is de-dollarization. So the BRICS, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, they're continuing their trend to move away from the US dollar. And following Russia's invasion of Ukraine, you could say that the US dollar was weaponized, perhaps excessively, through sanctions against Russia. And there is this growing trend to ditch the dollar and for countries to trade in their own currencies. We know China and Brazil, South America's biggest economy, have reached a deal to trade in their own currencies, ditching the dollar as an intermediary. Argentina is going to be paying. Значи сега водителката уствари го воведува овој дел каде што кажува дека нели се повеќе и повеќе државите на БРИКС се обидуваат да се оддалечат самите себе си од доларот на најразлични начини, се разбираме. Значи Мбридж е само врвот на сето ова. Ние многу пати претходно сме разговарале, сме правеле видеа по 1 час за дедоларизација, каде што до сега врвот на дедоларизација бил буквално тоа, каде што овие помеѓусебни држави во БРИКС почнале да функционираат со меѓусебно тргување со размена на своите валути. Секоја од овие земји има одредена резерва на валути на останатите членки, со тоа што при нивното меѓусебно разменување на одредени добра, ги користат овие резерви како нели резервна валута за да може да разменуваат, да имаат трговија, така. Значи тоа е до сега и сега нормално овој дел каде што зборува водителката и го прашува низиниот гостин. For Chinese imports in yuan. India and Malaysia can now use the rupee to settle trade. India has been buying oil in rubles, rupees, and dirham. And even earlier this year, France bought liquid gas from China in yuan. So just some examples of this de-dollarization trend. And then we also have this BRICS meeting taking place in South Africa a little later this month. And there was some speculation that at this meeting they would. Па добро, гледај го на шо личи. Значи, гледај го Тошо Малерот на шо личи. И сега, знаете како? Значи, жена го објаснува со детали, ви дава факти, а во друга, нели, половина од екранот го гледате Кловнов како препаѓа, зашто не може ни да го слуша ова, за него е навредливо. Push or further foment this idea of a new currency for the bloc, potentially backed by commodities, including gold, that would rival the dollar. But now, according to the South African ambassador, it's not on the agenda for this meeting, but they will still continue to focus on expanding the bloc and focus on trade using their own currencies. And we've got at least 20 countries that have formally applied to join BRICS, including Saudi Arabia. So what is your outlook on de-dollarization and this trend? And do you think that the BRICS pose a serious threat to the dollar? Значи, до сега водителка уствари успеа да сумира тоа што ние го зборуваме, не знам, 10 видеа назад, каде што буквално гледате се повеќе примери. Така, оној 1 час каде што јас објаснувам дека во Ирак го банирале доларот, во Индонезија имате посебен орган во владата кој што буквално работи само на дедоларизација. Меѓусебни трговии, каде што сите овие членки помеѓу себе имаат ваков тип на трговија, а во исто време гледате овој клоун како препаѓа на другата страна и сега гледате како он одговара на факти. Can you describe the word disdain? Do you think you would recognize disdain if you saw it in the face of another person? Depending on how expressive they are and how much Botox they've had, yeah, probably. Do you see disdain in my face? Not so much. Really? I'm not trying hard enough. Dollar de-dollarization is... how can I say this on a family show? I mean, it is preposterous, okay? Anyone who seeks to persuade you that that is remotely possible has zero understanding with regard to how the world works, okay? Ето, значи кога ви даваат 15 минути факти, вие кажувате како да кажам, вика, што мислам за дедоларизација, вика, на family friendly show, као демек сака да ги опцуе. И во исто време вели, вика, ако некој ви убедува дека дедоларизација е можна, вика, нема појма како функционира светот. Значи, тоа е сумирањето на еден класичен капиталист. Let me give you a few examples, okay? Значи, нема да навлегувам за тоа што сега он објаснува некој без веза работи, значи, воопште не е битно, но само сакам да ви покажам како функционира паметот на еден класичен капиталист.
каде што за нив ова е невозможна идеја. И ова е една година на нас. Значи, ова што го видовте овдека е како функционира еден капиталистички мозок една година назад. Кога се уште не беа Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати, Иран и останатите членки, и каде што се уште не се ни разговараше за паралелен платежен систем. Така, значи сега гледате ли колку сме стигнале една година назад и каде се ногаме сега, посебно кога ќе ви објаснам за овој нов платежен систем и колку добар е и колку поинаков е за разлика од целосно доминираниот SWIFT платежен систем. Ево го батето во позадина, значи убаво си кажа, пред само неколку месеци ова беше Санкт Петербуршки меѓународен економски форум, каде што најави на илјадници, значи ова се луѓе од целиот свет, затоа што нели Русија е очигледно изолирана, затоа целиот свет присуствуваше на овој Санкт Петербуршки меѓународен економски форум, каде што јавно и многу јасно најави. Including within BRICS, we're working on shaping an independent payment system free from political pressure, abuse, and external sanctional interference. In this regard, I'd like to remind you that this year, BRICS was joined by new participants, that is Saudi Arabia. Сега нормално кажува за новите членки кои што дошле, но почетокот, кој што многу јасно кажа, на овој самит во Казан БРИКС се најавува нов платежен систем, за кој што ние разговаравме во претходното видео за БРИКС, сега детално ќе го објасниме, кој што ќе биде вели целосно независен и нема да може да се воведуваат санкции, ниту пак доминација на никој во самиот систем. Сега. Значи, ако се сеќавате последниот пат кога гледавме, имаше три опции, така. Значи беше CIPS или CHIPS, како сакате, која што е практично алтернатива на SWIFT од Кина, која што е стандарден систем како што моментално постои SWIFT и кој што има огромна количина, повеќе од 180 најразлични финансиски институции и држави. Втората опција беше SPFS, кој што представува алтернативен систем кој што го поседува Русија, кој што има многу мала количина, само оние стан држави најчесто се, нели оние бивши СССР. И третата опција за која што зборувавме, која што представуваше Enbridge. Не можеме да бидеме сигурни 100% затоа што немавме доволно информации. Сега веќе имаме доволно информации и можеме да зборуваме која од овие ќе биде. Значи знаевме дека ќе има платежен систем, но не знаевме кој од овие три опции потенцијално ќе биде. Очигледно руската беше со најмалку шанса, кинеската CHIPS беше нормално со малку повеќе, со оглед на фактот дека е стандардна организација, и најголема шанса нормално имаше Enbridge, затоа што станува збор за CBDC блокчейн платформа. Крајно напредна. Со тоа што, да не забораваме уште еднаш, официјално Enbridge беше најавен од BIC, Bank of International Settlement, што представува централна банка на сите централни банки. На 5 јуни 2024 година, 4 дена после ова истече договорот за петродолар на Саудиска Арабија со Америка. А на 5 јуни Саудиска Арабија влегува во овој CBDC протокол, значи така речено во оваа заедница, каде што веќе учествуваат, сега тој да ќе го најавиме малку подоцна. Само сакам да кажам дека значи ова е сега уште една многу битна работа, во кој степен. Значи едно е ние да зборуваме за нешто што е на почеток, не знам некој proof of concept или не знам пилот. Станува збор за viable product stage, каде што сите оние пилот фази, проба е завршено. Се разбираме? Значи ова е официјално, овој документ е од BIS и представува целоцен концепт на Enbridge протокол. Јас ова како линк ќе го оставам во дескрипцијата на ова видео, каде што ќе може да го најдете и да го прочитате. Значи ова се официјални податоци од Bank of International Settlement. И да не забораваме, значи Bank of International Settlement треба да биде, значи децентрализирана, нели, да не биде склона кон една или друга страна, и во оваа ситуација гледаме дека тоа се случува. Значи официјално овој документ ќе го погледнете таму, само овие исечоци ги извади со цел да можеме да видиме точно она што ни е најбитно. Односно, овој исечок е и од истата таа презентација, каде што вели: имате на почетокот Proof of Concept во 2019 година, каде што за прв пат почнало да се зборува како ова би изгледало. Така, значи тогаш има дури трајал платформа која што развиле во четвртата четвртина од 2021 година и пилот фазата во 2022 година. Нормално, многу малку луѓе знаеле за ова, вклучувајќи нас, немавме појма за ова, да бидеме реални, но делот кој што е најбитен е дека ние се наоѓаме во minimum viable product.
Minimum Viable Product Stage, што значи почеток. Значи ова не е пилот фаза, ова е почеток. Значи сега доаѓаме во ситуација каде што овие држави се обединуваат за да го применат овој систем. Значи не е ова разговарање за нешто што потенцијално ќе дојде во иднина. Не, ова е тука. Значи ова е спремно и ова ќе биде интегрирано. Сега, уште една битна работа која што не натера да знаеме дека станува збор баш за оваа платформа е тракерот на CBDCs. Односно, погледнете ги сите членки на БРИКС и погледнете во која фаза на CBDC се. Ова не е случајно. Значи Бразил, која што е доста сиромашна држава, е во пилот фаза на CBDC. Русија, пилот фаза на CBDC. Потоа, најголемите право, нормално. Кина, пилот фаза на CBDC. Индија, само момент. Значи, Индија, пилот фаза на CBDC. Јужна Африка, пилот фаза на CBDC. Основните 5 членки се во пилот фаза. Што директно покажува на Enbridge. Enbridge е блокчейн за CBDC. Значи, затоа и се во толку напредна фаза на CBDC развој. Новите членки, Саудиска Арабија, пилот фаза. Иран, пилот фаза. Обединетите Арапски Емирати, само да ги најдам, се многу се овдека заедно. Што не може да најдам овдека? Еве, пилот фаза. И за жал има некој што се поназад, како што е Египет, кој што е во ресерч фаза, и Етиопија кој што е во ресерч фаза. Но најголем дел од членките кои што моментално се дел од БРИКС се во пилот фаза, што ни кажува дека они ќе бидат дел од ова, почетокот на овој протокол. Значи тоа беше главните сугестии кои што ни покажаа дека ова е веќе спремно за да биде објавено и да почне кога ќе започне конференцијата во Казан, Русија 2024 година на БРИКС. Сега, како функционира моменталниот систем и зошто е толку нефункционален? Значи ова е официјално извадено од SWIFT, така, каде што можеме да видиме како функционира. Значи, идејата е дека одредена личност треба да користи својата банка, така, за да даде нешто на друга личност, каде што нивната банка треба да ги прати овие средства до intermediary institution, односно тоа е институција која што врши меѓу државни плаќања и истата да ги достави до банката на човекот кој што треба да ги прими овие средства во друга држава, за на крај да ги добие овој човек. Затоа што ова е во наједноставна, значи во наједноставна шема. Ова е многу покомплицирано. Од друга страна, целиот овој систем е целосно зависен од SWIFT. Односно, оваа врска не може да биде воспоставена доколку SWIFT не ја диригира целосно. Значи SWIFT мора да ги прати податоците од сите овие институции една во друга, за на крај сето ова да биде реализирано и да се помират сите овие банкарски институции. Проблемот е што ова некогаш трае со денови, има големи трошоци за сето ова да биде реализирано и се крајно неефикасно. Од друга страна, не заборавајте за фактот 9 до 5. Значи банките не работат поинаку. Еве и овдека можеме да видиме која е разликата, значи банка на човекот кој што ги праќа средствата, па потоа ова е така речено централна банка која што треба да ги прати овие пари до друга централна банка преку интермедиари, нели, одредена тие се оние international settlement типови на организации, за потоа на крајот да дојде во банката во таа земја и да добие така речено нели оној кој што ја прима, така. И да не забораваме овде имате еден куп моменти од типот на па не може од таа во оваа банка, па има санкции оваа банка не може да прима од таа држава, значи катастрофа. Со тоа што еве како изгледа Enbridge. Значи директно од банка на банка. Тоа е тоа. Значи од една банка во друга. Со тоа што сега детално ќе објасним, ова е oversimplification нормално. Значи сега ќе објасниме детално како функционира и зошто сите се еднакви. Пред да направиме тоа, би сака само прво да ви покажам кои се учесниците. Значи имаме 19 финансиски институции од типот на највисоко рангирани економски институции во одредена држава, како што се централните банки на во оваа ситуација може да ги погледнеме. Кина, Хонг Конг, сега овдека нема да ги читам сите, не е ни потребно. Значи овдека може да ги најдете и нормално Централната банка на Обединетите Арапски Емирати, на Саудиска Арабија, која што сега се приклучи на сето ова, и на Тајланд. Значи тоа се моментално основни 4 земји кои што учествуваат со нивните најголеми банки. Што е овдека зачудувачки? Goldman Sachs, топ 5 банка од Америка. HSBC, топ 5 банка од Америка. Societe Generale, најголема или втора најголема во Франција. Standard Chartered,
една од најголемите банки во Англија. UBS, ако не се лаже, моментално најголема банка во Швајцарија. Ви кажува дека кога станува збор за ваков тип на развој, веќе се заборава на граници, заборава на санкции, затоа што ова ќе биде следното скалило на финансиски развој. Морате да бидете дел од ова затоа што ќе бидете заборавени. Се разбираме? Значи не за џабе овие банки се дел од овој систем. Сега, како функционира? Значи идејата на Ембридж е сите овие членки да бидат рамноправни. Нема да има никој кој што ќе има улога како што сега моментално има Америка. Значи зошто го велам тоа? Вие имате систем како SWIFT кој што е под директна контрола на главните членки на НАТО алијансата, во оваа ситуација највеќе на Америка, и под два, да речем, големи финансиски субјекти, а тоа се IMF, International Monetary Fund, и Светската банка, кои што се органи на НАТО. Значи, вие имате крајно централизиран платежен систем во светот и крајно заостанат. Значи, не само што е заостанат, бавен и скап, туку и централизиран и го користат како оружје против вас. Сега, која е разликата? Значи, во оваа идеја ние имаме секоја од овие централни банки, која што практично прима трансакции од своите корпорации и помали банки, нормално, значи функционира како нод. Значи, овој блокчейн ќе има толку нодови колку што ќе има централни банки. Тоа ќе бидат главните валидатор нодови. Се разбираме? Со тоа што овие валидатор нодови учествуваат во консензусот на Enbridge CBDC блокчейн софтвер. Што значи дека тие се тие нодови кои што прават консензус, кои што се согласуваат дека овие трансакции се веродостојни и на тој начин истите се процесираат во блокови на Enbridge блокчейн. Стандарден блокчейн само во оваа ситуација со CBDCs на сите овие различни земји. Значи дека сите овие различни земји ќе си имаат свој CBDC проект кој што ќе биде порамнуван помеѓу нив во овој блокчейн. Сега, да отиде малку подлабоко. Главните нодови на Enbridge Ledger нод, значи ќе бидат на централните банки. Односно тоа се валидатор нодови кои што, како што кажавме, целосно го контролираат во оваа ситуација, значи на еднакво ниво. Значи секоја држава има еднакво вреден валидатор нод кои што заедно одлучуваат дали одредени трансакции се веродостојни или не. Додека дополнително секоја комерцијална банка ќе има свој нод, но нема да биде валидатор. Се разбираме? Значи дека они може да учествуваат во запишување на трансакции со тоа што овие нодови практично ги праќаат трансакциите на валидатор нодот на матичната централна банка, која што потоа со останатите централни банки ги помирува сите овие трансакции. Се разбираме? Сега како тоа функционира? Значи овдека ќе дадеме еден пример, но само да видиме уште една интересна работа која сакам да спомнам овдека, разликите. Освен онбординг и офбординг, практично ова е така речено, нели, примање и праќање на капитал. Тоа е уствари главната цел која што имаат овие централни банки, односно валидатор нодови. Значи вие практично праќате капитал кој што излегува од вашата економија и влегува во друга економија преку друга централна банка. Истите исто така има и за цел issuance and redemption of CBDC, односно централните банки како и досега ќе имаат право во било кое време да креираат количина на пари, за разлика од претходна, каде што тоа морале да го прават по многу комплицирани процедури, па принтање на пари, па сето тоа да биде соодветно направено за парите да бидат соодветно жигосани, внесени во економијата. Сега тоа може да го направат со едно копче. Тука е проблемот за кој што ние зборувавме, дека CBDC е еден од најголемите проблеми. И затоа имаме оваа слика како предупредување дека буквално дојдовме еволуција на војна. Од камен, копје, стрела, куршум, ракета до вакцини и на крај CBDC. Затоа што имате целосна контрола на централните банки врз целиот CBDC систем, односно до наједноставниот корисник, односно било кој од нас. Нема да навлегуваме премногу, само сакам да го спомнам затоа што е многу битно. Погледнете ги видеата за CBDC, кој што ги имаме во нашиот курс за напредна и фундаментална, нели, зборуваме техничка и фундаментална анализа на пазари, значи ќе ви стане јасно што станува збор, но битниот дел е дека главната работа во целиот овој систем ја прават централните банки. Значи тие се тие кои што ги процесираат овие трансакции, тие се тие кои што се дел од консензус, левелот на практично првиот левел на CBDC, Enbridge, а вториот левел се комерцијалните банки кои што во оваа ситуација немаат такви привилегии,
но можат да запишуваат трансакции кои што потоа се процесираат преку централните банки. Не заборавајте, CBDC е главниот проблем. Сега, како функционира тоа на базично ниво, на секојдневен човек? Значи, сега јас нема да премногу да навлегувам, само сакам буквално да ви објаснам дека има многу голема разлика од претходниот момент, каде што се тоа е координирано преку SWIFT и е многу време за да се процесира. Овдека имате ситуација во која што одреден човек ја користи својата банка. Че вие повторно користите банка. Нема да има никаква разлика, само што секој биде онлайн, затоа што нема да има кеш. Оваа банка започнува трансакција преку централната банка, каде што иницира праќање на одредена количина во оваа ситуација на Хонг Конг долари. Овие долари, практично, централната банка ги праќа до централната банка, што зборуваме од Хонг Конг до Обединетите арапски емирати. Значи, започнува трансфер во кој што овој капитал, Хонг Конгшката централна банка, го иззема од вкупната количина на CBDC кој што ги има моментално под контрола. Да речеме дека има 10 трилиони CBDC, зборуваме капитал во Хонг Конг долари, практично иззема одредена количина која што ова лице сака да ја прати во друга централна банка, друга економија, и таквата сума практично се праќа до централната банка на во оваа ситуација Обединетите арапски емирати, која што прави issuance. Значи овдека имате намалување, во другата имате зголемување на CBDCs за количината која што е пратена од Хонг Конг. Се разбираме? Затоа што овие немаат покритие, вие во било кој може да иницирате, значи зборуваме да направите и да изземете. Се разбираме? Практично како што на блокчейнот имаме burn и mint. Значи Хонг Конгшката централна банка прави burn на количината која што ја праќа човекот во Хонг Конг, а Централната банка на Обединетите арапски емирати прави mint на овие пари, но истата ги прави mint во арапски што и да се. Се разбираме? И нормално истата овој mint го прави на сметката на банката на човекот кој што треба да ги прими овие средства. Разликата е во тоа што кога станува збор за леџер, овие централни банки тоа го прават како трансакција во блок и сите централни банки тоа го одобруваат, се запишува во блок и практично овој burn and mint од Хонг Конгшката во Централната банка на Обединетите арапски емирати веднаш се процесира. Значи, го одобруваат сите централни банки, во следниот блок имате поместување на леџерите во однос на тоа колку капитал излегол и влегол во другата економија. И истиот се создава и праќа практично на сметката на човекот кој што ги прима овие пари во Обединетите арапски емирати. Толку едноставно. Значи, како една стандардна трансакција на блокчейн, со тоа што во оваа ситуација имаме крајно ограничена количина на нодови, но овие нодови имаат енормна доверба помеѓу себе. На тој начин, никој во овој, да речем, четириаголник, нема никакво право да банира. Нема никакво право да одзема, нема никакво право да става никакви рестрикции и санкции, станува збор за класичен економски систем во кој што се проверува исправноста на трансакцијата. Тоа е тоа. Се разбираме? Што значи нема доминантна страна, што значи дека било која од овие централни банки буквално овдека служи само како нод за процесирање трансакции кои што се целосно правилни. Тоа е единствената грижа на овој систем. Дали станува збор за некаков тип на напад, некаков тип на невалидна трансакција или пак станува, нели, за нормална трансакција која што ја верифицираат сите централни банки. Со оглед на фактот дека станува збор за затворен систем, каде што сите овие банки имаат целосна доверба едни во други, не гледам никаков проблем ниту причина како ова би можело да се искомплицира. Сега, тоа е како функционира. Значи, затоа и во оваа ситуација практично доларот нема да биде дозволен. Значи, ќе имате централни CBDCs на сите овие централни банки, нивната дигитална верзија на овие долари, со тоа што верувам дека ова на следната конференција во Казан ќе биде проширено на сите членки на БРИКС, потенцијално дури и на новите, со тоа што секоја од нивните дигитални верзии на централни банки и секоја централна банка ќе си добие свој нод, валидатор нод, и целиот економски систем кој што ја користи оваа дигитална валута ќе може наједноставно да функционира и да учествува во овој систем. Нема веќе потреба за резервни валути како претходно, каде што секоја од овие држави мора да чува резервни валути од другата за да може да прави размена на трговија, така на добра. Овдека буквално сето тоа се прави со капиталот кој што се создава нормално во централните банки како CBDC, со копче. Така. Што значи дека
крајно ефикасен. И не гледам причина зашто истиот не би бил прифатен од сите членки на БРИКС. Сега, значи доаѓаме во ситуација каде што вели како се тоа ќе го афектира доларот. Ако вие немате никаква потреба да чувате долар за меѓусебна трансакција со сите останати членки во БРИКС, зошто би го чувале? Зошто би ви бил потребен кога да речеме главните трговци, главните членки со кои што вие тргувате се дел од БРИКС? Што значи со вакво ефективно учествување на сите членки на БРИКС во овој нов систем, односно со оглед на фактот дека економиите на БРИКС и понатаму растат енормно, значи 95-та, 2010-та, 2023-та ви покажува дека веќе се поголеми од G7 и ова ќе продолжи, че овој тренд допрва ќе расте, ви покажува дека се повеќе и повеќе овие земји немаат потреба да тргуваат со Западот. А целиот југ, глобален југ, се обидува да се вклучи во оваа заедница БРИКС и Enbridge би бил само уште една причина повеќе да се приклучи. Се разбираме? Затоа што ви дава опција да не учествувате во SWIFT, да не морате да го користите SWIFT, се разбираме? И не можете да бидете казнети ниту од Кина, ниту од Русија, туку станува збор за еднаков систем во кој што сите ќе имаат рамноправност, се разбираме? Оно што го покажуваме на самиот почеток. Така да зошто вие не би учествувале во ваков систем и би учествувале во систем во кој што вие се казнувате самите себе си, да треба да слушате што ќе ви каже Мурик. Се разбираме? Сега, кои се следните чекори? Значи, ова е само капитал. Да се разбереме. Че ова е само трансфер на капитал. И понатаму останува потенцијално правење на БРИКС валута по примерот на еврото. Се разбираме? Значи, сега за сега, овие банки нема да имаат никаков проблем да прават трансфер на капитал. Зошто го велиме тоа? Затоа што, како што кажеме, класичен mint and burn. Mint се прави, во оваа ситуација се прави burn за капиталот кој што излегува од одредена централна банка или економија, и mint се прави на другата страна, затоа што овие нодови веруваат едни на друг и не мора да веруваат, туку го проверуваат тоа, затоа што во овие блокови е точно запишано каде се прави mint, каде се прави burn, како се трансферира капитал. Се разбираме? Што значи дека они дури немаат ни потреба од БРИКС валута, но БРИКС валута ќе го олесни овој систем уште повеќе. Зошто? Затоа што веќе нема да имате конверзија. Нема да имате конверзија во која што треба да се секирате дали вашата валута која ќе стаса на другата страна ќе биде помалку или повеќе и така натаму. Имате една валута која што функционира за целиот економски систем на БРИКС, но затоа потоа. Сега за сега има само најави. Значи ова е на NASDAQ, значи ова е сериозна платформа, знаете, најголемата електронска берза во Америка. Значи БРИКС валута и понатаму останува валидна идеја. И БРИКС платежна платформа беше валидна идеја до само една година наназад, кога имавме вакви бозовци кои што се смеат на идејата, а сега е реалност. И истата, како што веќе покажавме, значи не станува збор за идеја, туку станува збор за продукт кој што е значи подготвен и моментално се имплементира. Иако од ограничена количина на партнери, тоа не значи дека истиот нема да продолжи понатаму на целата територија на БРИКС, односно на сите членки. И уште една многу битна работа. Овдека фали уште еден дел од блокчейнот, тоа е supply chain. Зошто го велим ова? Вие моментално имате капитален чейн. Тоа е само чейн кој што ви помага да го транспортирате капиталот од еден CBDC во друг, од една централна банка во друга, од една држава во друга. Но немате supply chain, што значи дека БРИКС после создавањето на Enbridge логично би било да работат на некаков тип на supply chain кој што дополнително во оваа ситуација ќе помогне за тракирање, значи за следење на продуктите од производствено ниво до пазар, до транспорт во други економии. Се разбираме? И логично би било дека потенцијално Enbridge би можел да го прави и тоа. Само што во оваа ситуација тоа било крајно централизирано, затоа што Enbridge е директно поседуван од самите земји, тоа се валидатор нодовите, и верувам дека ова би било крајно голема компликација. Може би ќе добијат некој, не знам, некој тип на друг блокчейн кој што потенцијално би го користиле, но пак ќе напоменам, значи ова е крајно нужно, затоа што вие ако имате транспорт на капитал со CBDC, а и понатаму стоката ви се движи со, не знам, запишување на хартија, тогаш значи не сте направиле ништо. Логично би било дека ова би бил следен чекор и тоа е некој од потенцијалните следни надграбби на Enbridge и на целата оваа економија. Така да ова е нешто за кое што понатаму треба да следиме. Валута која што е потенцијално можна и
supply chain. Со тоа што за валутата, ако се сеќавате, имаше уште еден артикал од иранскиот амбасадор во Русија, кој што активно зборува дека членките помеѓу себе зборуваат за потенцијална валута. Значи не е ова само идеја, туку членките, односно самите централни банки и економистите разговараат за потенцијална валута. Станува да видиме, но тоа е како моментално стојат работите. Сега, од целото ова приказна, верували или не, е и Ripple. Дали ви се допаѓа или не, ваш проблем, не ви се допаѓа, изгасете го видеото, доволно е, може да гледате турски серии, што гледате таму. Значи во оваа ситуација мора да разбереме дека некои работи мораме да ги спомнеме затоа што се големи. Последниот пат кога објавив оваа слика, добив некои смешки, некои коментари од типот као ха-ха-ха, нема шанси. Сега ќе погледнеме. Значи јас, оној кој што успеал да ги најде сите овие Ripple, што ги ставил овдека, не го направил тоа за џабе, и јас одвоив од мојот ден за да ги најдам сите овие делови од BRICS-Pay, односно mBridge, за да видам дали се реални. Така, да видиме дали ова навистина е така. Со тоа што секоја од овие земји е застапена со одредени платежни системи или пак централни банки и така натаму. Со кои што поголемиот дел од нив, БРИКС има некаков тип на партнерство. Сега јас ги најдов поред и ќе видиме дали е тоа навистина така. Првата која што успеав да најдам е Банко до Бразил, ствари само да видам дали беше тоа точно така, не, HSBC, извинувам. Значи овдека е HSBC, значи во Кина практично HSBC соработува со Ripple. Како дојдовме до ова? Значи Metaco е компанија која што директно соработува со Ripple. А Metaco е една од оние компании кои што се поседувани од Ripple. Значи ова не е дури ни партнер компанија, туку е компанија која што директно поседувана од Ripple. Зошто е ова битно? Значи мораме да го разбереме. Ripple како функционира? Он не функционира со тоа што он поседува компании низ целиот свет или пак самиот Ripple директно функционира. Не. Он поседува ваков тип на посебни компании кои што во одредена земја или пак да речем сојуз или континент имаат посебни привилегии за трансфер на пари. Значи, што прави? Прави или партнерства или пак купува вакви компании кои што веќе ги поседуваат овие лиценци за трансфер на пари и го користи XRP како коин за меѓудржавни settlement, значи порамнување, се разбираме. Што значи дека ова партнер мрежа која што Ripple е поседува низ целиот свет е начинот на кој што истиот има лиценци за ова да го прави и може да го користи XRP како коин за меѓудржавни помирувања. Со тоа што HSBC директно работи со Metaco, а Metaco е директно поседуван од Ripple. Значи HSBC официјално соработува со Ripple преку Metaco. Следна за која што ќе разговараме од Бразил е Банко до Бразил. Во оваа ситуација како тоа се случува? Значи Ripple има направено партнерство со Travelex Bank од Бразил. Travelex Bank во исто време представува банка која што е директно одобрена да работи од Централната банка на Бразил или Банко до Бразил. Само да го најдем, значи гледајте. Ова Travelex банка го промовира Ripple Net On Demand Liquidity Provider-от, значи леџерот за Бразил, со тоа што овдека само да го најдем делот каде што вели, со ова партнерство Travelex Bank практично во Латинска Америка како шанса како да го промовира својот систем, а тоа е првата банка регистрирана и одобрена од Централната банка на Бразил да работи на странски берзи со други 20 земји. Значи ова е единствената, како што можам да видам, прва, да речем во оваа ситуација, која што е регистрирана да работи на Forex, на Forex Exchange, практично размена на валути, која што го прави преку ODL Liquidity на RippleNet. Така, значи, уште еден пример. Така, Следната ни е Itaú Unibanco, повторно Бразил, значи да погледнеме што има да се каже овде. Значи партнерството помеѓу Ripple и Itaú во оваа ситуација, значи можеме да го погледнеме овдека, нели јасно, со тоа што погледнете. Значи преку ова партнерство со Itaú од Бразил и Индија, значи добива врски за Јужна Америка во оваа ситуација Бразил со Сингапур, Канада и нели во оваа ситуација Индија која што спомнавме на самиот почеток. Значи ова е уште едно партнерство кое што е директно спомнато, значи ова што го гледате овдека, BRICS-Pay е официјално од БРИКС. Значи ова е нивен постер, се разбираме. Јас само ви покажувам дека поголем дел од овие провајдери кои што моментално ги гледаме на овој постер се партнери со Ripple на еден или друг начин. Значи следниот е OneAfric е оваа ситуација со Африка, односно овдека. Значи MFS Африка.
MFS Африка или претходно практично тоа е првото име, а сега се нарекува On Afric или така нешто. Сега ќе ви го покажам тој дел, само момент. Значи партнерството на Ripple со ова е Leading Payments Fintech Provider On Afric или previously MFS. MFS, што истата представува Pan-African Digital Payment Hub that enables low-cost payments across Africa and beyond. Односно, низ целиот афрички континент се користи оваа MFS платформа, која што сега се нарекува On Afric или како и да е, On Afric, која што моментално е во партнерство со Ripple. Значи, ја не можам да го измислам, ова очигледно се случува, така? Значи, и ако погледнеме овдека, можеме да видиме дека MFS представува дел од Јужна Африка, односно уште една платформа која што директно се работува со Ripple. M-Pesa е следната. M-Pesa представува посебен тип на апликација која што исто така работи со OneAfric, а е дел од Етиопија. Етиопија е членка на БРИКС, а XRP директно соработува со оваа M-Pesa, која што, како што кажевме, е и со OneAfric и со Ripple директно во соработка. Значи, како да ви објаснам, не можам да ги измислам овие работи, очигледно се тука. И SBI, кој што уствари во исто време представува и фирмата која што стои позади Ripple. SBI се едни од најголемите банки, која што практично представува State Bank of India, која што е еден од најголемите финансиери на Ripple, која што во исто време SBI extends Ripple XRP to new remittance corridors. Односно, SBI соработува со Ripple за азиски коридори, Јапонија, Филипините и во оваа ситуација нормално матично Индија, што значи дека во поголемиот дел од овие payment provideri, тоа е оние кои што ги знаеме, гледаме дека се активно партнери со Ripple на еден или на друг начин. Јас не велам дека Ripple сигурно ќе влезе во БРИКС, јас не велам дека целиот БРИКС ќе зависи од Ripple, но само сакам да напоменам дека очигледно Ripple има место во сето ова. Како и што понатаму ќе видиме, но има место. И да не забораваме на уште една многу битна работа, која што излезе од 8 јуни 2024 година, дека официјално во Русија одреден универзитет и нели изработил труд кој што се зема во предвид при одлучување дали потенцијално XRP може да биде користен за меѓудржавна валута. Нормално се зема во предвид, тоа не значи дека ќе биде земен, тоа е само дека го земале во предвид и дека истиот представува солидна технологија за ваков тип на нели трансакции. Очигледно нема, сега како тоа ќе функционира останува да видиме, но самиот фактор дека го земале во предвид треба да ви кажем многу. Тоа се држави кои што го земале во предвид XRP. Така. Значи тоа е само една работа која што би сакал да оставам да размислите. Пак не велам дека се тоа ќе се случи, макар и еден мал дел од ова да се случи, тоа ќе биде крајно позитивно за XRP. Но останува да видиме, нели? Stablecoin, како викате. Слободно продадете си го и не се секирайте. И да не заборавиме дека главниот настан на кој што сето ова ќе дојде до израз, каде што сето ова ќе биде официјално обелоденето, да речеме, е самиот БРИКС Казан 2024 самит на БРИКС. Значи, што е овдека толку битно? Фактот дека моментално знаеме точно кои ќе биде потенцијално следните членки, но знаеме и нешто интересно ново. Односно, следните членки официјално најпотенцијални според сите информации кои што ги добивме, ова е потврдено, сум го видел и на други медиуми, но ова е само наброени, па затоа и го земав. Пакистан, Турција, Тајланд, Малезија, Венецуела, Куба, Нигерија, Кенија. Тоа се 8 земји кои што имаат најголема шанса да влезат, со тоа што јас овдека уште еднаш би го додал и Алжир и Казахстан, затоа што и Алжир и Казахстан, посебно Алжир веќе во претходниот круг требаше да влезе и не доби потенцијално шанса да влезе заради Аргентина и лобирањето на Бразил Аргентина да биде дел од БРИКС, но јас верувам дека Алжир ќе биде дефинитивно дел од БРИКС, што е крајно позитивно за БРИКС и крајно позитивно за Алжир нормално. И уште една многу битна работа која што досега не ја знаевме, вели на овој самит секој од овие членки кои што се веќе дел од БРИКС треба да достави листа од 10 земји кои што ги смета за потенцијални партнери. Оние земји кои што ќе се најдат на листите на повеќе од овие земји, кои што се членки на БРИКС, ќе бидат прогласени за партнер држави. Претпоставам ова е почетна улога пред да бидете примен во БРИКС, каде што не само што ќе има нови членки кои што ќе влезат, туку ќе има и членки кои што ќе бидат прогласени за партнер држави на БРИКС. Да не заборавиме, официјално има 33 земји покрај
основните 10 кои што моментално се дел во БРИКС, кои што имаат официјално аплицирано за влез во БРИКС. 10.33 е блиску до 50, што претставува 1/4 од вкупната бројка на држави во светот. Треба да ви каже каде се тоа води, така? Уште еднаш, јас оставам на фактите да зборуваат, јас не оставам на вакви фацки да ми кажат дека тоа не е возможно само затоа што нив не им се допаѓа, се разбираме? Значи, не заборавајте, вака функционира капиталистички ум. Нема потреба факти. Мене не ми се допаѓа, нема шанса да се случи, се разбираме? И нормално да не забораваме уште еден битен тип. It's a time in the future when the US dollar is no longer the global reserve currency. How is Berkshire prepared for this possibility? And what can we do as American citizens to attempt to shelter ourselves from what's beginning to look like the beginnings of de-dollarization? Berkshire Hathaway, знаете, и сами една од најголемите корпорации во светот, која што е начело со Мунгеросаурус и со Бафетосаурус. Мунгеросаурус ја напушти играта, а останува уште Бафетосаурус, пред да го извадиме и него. Но како и да е, значи овдека го поставува прашањето до Уорен Бафет, како што кажа, легендарниот инвеститор на сите времиња, каде што девојчето многу лесно му кажа што правиме со дедоларизација, нели, тоа е процес кој што очигледно се случува и како ние како американци би можеле да се заштитиме себе си и нашиот капитал од дедоларизација. Значи, во Америка активно се зборува за ова, но еве како, нели, пак ќе кажам, капиталистички ум функционира. Well, I should ask you to come up here and answer some questions. I mean, it's very interesting. I mean, we are the reserve currency. I see no option for any other currency to be the reserve currency. And I think that nobody understands the situation better than Jay Powell. And but he's not in control of fiscal policy. Превод, не знам што да кажам, ама гледам дека нема друга опција која што потенцијално би била резервна валута, што значи дека нема се случи. Значи не заборавајте, уште еднаш ќе напоменам, ако очекувате вас Западот да ви каже дека има дедоларизација, тогаш Господ нека ви е напомне. Односно за крај, единствено што можам да кажам на сите овие од Западот кои што нели очекуваат дека ова нема да се случи, значи досега сме виделе неколку варијанти од истата оваа сторија, меѓу кои првата е Франција со Наполеон се обидува да ја освои Русија, резултат Франција престанува да биде велесила. Потоа имаме втора варијанта во која што Првата светска војна, имате Сојуз кој што помага на Белата армија, победува Црвената армија, овој сојуз целосно е истеран од Русија. Третата варијанта во која што Чичко Хики мисли дека може да освои Русија и да ја направи колонија. Резултат Германија добива поделување, еден дел во Русија, другите каде таму. Значи, сакам да кажам, сега моментално имате последен дел од оваа серија, каде што очигледно Западот сака да ја раздели Русија, а еве како ќе заврши целата оваа ситуација, нели вие одлучите сами, но ова е буквално како моментално сите овие санкции на Русија се вратија Западот да го јаде од целата оваа ситуација. И мислам дека оваа слика детално сумира што моментално се случува со Западот, но како и да е, одлучувате за себе, дали вие ќе ги чувате вашите пари, нели, или капитал во долари или не, останува на вас, нели, некој од вас можеби понатаму мислат дека дедоларизацијата е мит, како што покажавме со два стандардни капиталисти, но нели повторно треба сами да одлучите што понатаму, јас сум овде да ви ги доставам фактите. И за крај како и секогаш, значи нашата работа и понатаму продолжува, гледате дека во една недела барем 6 дена добивате видеа. Се што бараме од вас е да ни помогнете да ја распространиме оваа материја на што повеќе македонци. За почеток, ако некој се нови на нашиот канал со цел да видат каков тип на содржини имаме и каде може да ги најдат истите, погледнете го ова видео на врвот од нашиот канал, затоа што имаме повеќе од 2060 видеа моментално, а нормално за сите останати, значи најмалку што бараме од вас е за целата наша работа, буквално само еден лайк, шер, сабскрајб, комент. Тоа се најосновни работи кои што може да ги направите да ни помогнете овие содржини да стигнат до што повеќе македонци. Не наплаќаме, бараме само ваша поддршка за каналот и понатаму да продолжи да работи и ова да достигне до што повеќе македонци. Нормално, во секој од нашите видеа во дескрипцијата може да најдете содржина за тоа за што зборуваме, со цел да не мора да го гледате целото видео, туку да скокнете до онаа содржина која што највеќе ве интересира.
и нашите социјални мрежи и резервни канали. Би ви препорачал да ги заследите, затоа што посебно социјалните мрежи добиваат многу повеќе информации од основните видеа, каде што нели сето она што го добиваме итно, го споделуваме и нели за сите македонци кои што ги следат нашите содржини, како и за крај. Знаете и сами дека ништо од ова не е наплатено од македонците, но доколку сакате да не честите едно кафе за нашата упорна работа, тоа може да го направите на овие блокчейн адреси, како и на Купи ми кафе апликацијата, а ние досега во 2 наврати сите овие средства ги доставивме до македонскиот народ назад. Тоа беше во последните 2 случаи црковната организација од Велес, каде што доставивме прехранбени продукти како донација, а понатаму нормално ќе гледаме да направиме нешто друго со овие пари, така да им благодарам на сите оние кои што донирале до сега и нормално продолжуваме и понатаму македонец за македонец. Ви благодарам за поддршката и поздрав до следното видео.